Dojte pak kneži na mojte beli košuli, cela noć mi budat spomeni, dve nedeli razdeljeni i osameni za... Денеска навршуваат 44 години од раѓањето на нашата и балканска голема музичка звезда Тоше Проески, ангелот на земјата со големо срце чиј живот предвремено згасна. Роден во 1981 година во Крушево во домот на семејството Проески, кој во текот на својот краток живот остава голем трак на музичката сцена. Дека тој има удел во секој еден македонец, сведочат анкетираните земне телевизија, кои длабоко во себе секогаш го носат во своето срце. Како не, тој е ангел наш, кој што секогаш ќе биде во нашите срца, не само во нашата држава, туку во Балканот и во целиот свет, кој што слушнал за Тоше Проевски, да знаете дека сите се запознаени дека тој за жал замина од овој свет многу млад, но секогаш ќе биде во нашите срца и неговата песна секогаш ќе биде на, да кажем, најдобра на нашите простори. Да беше на земјата, дали ќе беше многу повеќе познат, може би свет? Сигурно. Дали се слуша? Се слуша како не се слуша. Дома. Додека патуваме, ме растажува, можам да излетам од пат. Па ќе се сеќаваме секако, а најмногу по убавите песни, по неговата хуманост, по тоа колку бевме сите тажни и потресени, но сепак останува да живее како легенда. Колку да достасува сега на земјата и на овој? Па мислам дека на младите малку повеќе им недостасува, затоа што кога почина моите деца као да беа разочарани зашто јас не сум го толку слушала порано Тоше Проески, ама сепак Тоше Проески е Тоше Проески. Се сетували денес да слушате негови песни? Како не, обавезно. И се зарадувам кога слушам негде на некој надпревар да се пее негова песна, исто. Додека патувате, можеби? Можеби, да, секако. Да. Колку недостасува Тоше еве сега да беше тук? Да беше друга атмосфера ќе беше со грганите за народот и за младината. И за државата? И за, фала Богу, државата е наша, Македонија он. Сакаш ли ја Македонија? Секогаш прв. Збореше и кажуваше најдоброто наше. Ама нема го. Поминуваат многу време и луѓето мешани се у Македонија. Неговите песни? Секогаш. Каде ги слушаш? Па, телефони си ти слушат на телефон денеска. Колата можеби? Сегде, не само кола, сегде. За жал, нашата легенда со ангелски глас ја изгубевме во далечната 2007 година, но тој не е заборовен. Неговото присуство го чувствуваме секој пат кога ќе чуеме некоја негова песна на радиостаниците или телевизиите и ќе погледнеме некоја стара фотографија од него. Кој може да те замени? Зар некој може да те замени? Аплауз за Тони, браво Тони, фала многу, сакам искрено.